Беше тоа на 18. август 1903 кога на Ѓуриште или во Венец се водела жестока битка меѓу четите на Никола Пушкаров и турскиот аскер Ибаши Бозук. Малата светиниколска чета на воеводите Боби Стојчев и Никола Пушкаров, која беше составена од 50 борци од Штипско, Кумановско и Велешко, падна во заседа на турската војска, при што почна едночасовна борба над Ѓуришкиот манастир кај селото Градиште Кумановско. Во судирот е убиен Тодор Мирасчиев од Штип, а ранети се тројца борци. На спротивната страна загинаа 9 турски војници. Беше тоа на 18. август 1917 кога во Солун се случи голем пожар во кој се уништени 32% од градот. Пожарот е предизвикан поради невнимание на француски војник според една верзија, а според друга го предизвикале бегалци кои приготвувале храна во некој трошен објект. Пожарот траел неколку дена и уништил околу 10.000 куќи, а обездомил околу 75.000 луѓе. Голем дел од нив трајно биле принудени да го напуштат градот, бидејќи наместо брзо обновување на опожарените домови, бил донесен нов урбанистички план и биле градени сосема нови згради и објекти. Беше тоа на 18. август 1943 кога на Славеј планина во Дебарца е формиран првиот македонски одред Мирче Ацев. Овој ден се слави и како ден на армијата на Република Македонија. Беше тоа на 18. август 1967 кога Матичната комисија на Македонската академија на науките и уметностите ги избра првите 14 редовни членови на МАНУ. Тоа беа Блаже Конески, Харалампие Поленаковиќ, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Васил Илјоски, Никола Мартиновски, Михајло Апостолски, Михаил Петрушевски, Димитар Митрев, Ѓорги Филиповски, Благој Попов, Димитар Арсов, Кирил Милјовски и Петар Серафимов. Беше тоа на 18. август 2001 година кога се водела една од најтешките и најголеми битки во 2001 година – битката за Радуша. 70 полицајци и граничари во борба на 20 метри гради в гради со поголема воена формација од 700 припадници за кои се вели дека дошле од територијата на Косово. Тогаш беше соопштено дека нивна цел била да го заземат изворот Рашче и да предизвикаат хуманитарна катастрофа во главниот град на Македонија. На 18. август 1903 во Крушево е роден Никола Мартиновски, познат македонски ликовен уметник, педагог и академик. Тој беше еден од основачите и прв директор на уметничкото училиште во Скопје. Неговите уметнички дела се наоѓаат во колекциите на повеќе музеи и галерии, како и во голем број приватни колекции во земјата и странство. Никола Мартиновски умре во Скопје на 7 февруари 1973 година. На 18. август 2017 година почина Јово Никушев, еден од најпознатите и најуспешни фудбалски имиња во историјата на Македонија. Јово уште како фудбалер на 26 години е назначен за тренер на екипата, а имал и голем број настапи истовремено и како тренер и како играч. Освен клубски тренер, Јово Никушев е долгогодишен селектор на аматерската репрезентација на Македонија во времето на поранешна Југославија. По осамостојувањето на Македонија, Јово Никушев од првото раководство е поставен за прв селектор на младата репрезентација. Јово како селектор го постигнува резултатот што до денес и не е надминат. Најпрво ги победува младите репрезентации на Бугарија и Естонија со 7-0, а една од најсилните млади селекции на Европа, репрезентацијата на Данска со 5:2. И што е најинтересно, како селектор прави нешто кое не се гледа денес често.
Od 11 standardni futbaleri vo mladinskata reprezentacija, 10 standardno zaigra vo seniorskata selekcija na Makedonija. Jovo Nikušev je roden na 17. januari 1931. godina vo Skopje.